За името на академскиот сликар Борко Лазевски се врзуваат неговите фрески, изведени во Скопје, Кичево, во Велес, познате по своите мозаици и витражи, а неговото име се врзува и за почетоците на абстрактното сликарство во Македонија. Деновиве се навршуваат 30 години од неговата смрт. Семејството Лазевски не остава да згасне споменот на големиот уметник. Дел од неговата оставнина е изложена во семејната куќа. Па се обидувам сепак да некои важни моменти, важни обележја да се направат, а тоа е како што е сега, 30 години од смртта, 93 година. И сметав дека треба да се обележи на некој начин таа годишнина. Изложените дела ни го откриваат Лазевски од неговите речиси детски до младешките години. Имате голема оставнина негова и ова не е прв пат во вашата семејна куќа да правите изложби на дел од неговото творештво. Еве за овој датум од 30 годишнината од неговата смрт, што одбравте? Па за оваа прилика одбрав еден ран негов период, меѓу 37 и 50 година, што значи тука би влегле акварели кои што ги најдов случајно пред 1-2 години така и кои што ми направија голем впечаток, акварели работени како завршна работа како ученик во средно школо во Белград. Потоа има исто така студентски работи на платно, работени во Академијата во Софија 41-43. Има од периодот Лазарополе, цртежи од циклусот Лазарополе, правен 49 година и има исто така од скици за фреската 1903 или 1903. И по нешто има и има еден автопортрет негов, потоа е од пештанските рибари 2-3 и значи се опфаќа тој период меѓу 37 како уште ученик во средно училиште до 50 година тој ран период негов. Еве ова се некои денови на кои што треба да си спомнете и си спомнувате за него. И порано сте кажале дека Борко Лазевски бил човек кој што со сето срце, со сета душа ја живеел уметноста и дека поради тоа оставил огромно ликовно наследство зад себе. Па да, Борко живееше за уметноста, секако. Јас мислам дека во тоа време тие уметници живеа така. Морам да ги спомнам дека во истата година, 30 години прават и починат и Петар Мазев и Димитар Кондовски. Значи 30 години има и од нивната смрт и Тимче Коцо исто така. Значи Борко живеел за уметноста и целиот живот го посветил неговите. Он нема многу штафелајно сликарство, значи повеќето се знаеме, он е сепак монументалиста. И неговата заоставштина има од се, има секако и штафелајно во одредени периоди, има забележување на животот во Македонија, како што е пештанските рибари, како што се Лазарополе, како што ќе биде Мариово до година, што би сакала да го представам. Изложбата на дел од оставнината на Борко Лазевски е во семејната куќа на улица Отон Жупанчич број 15 секој ден од 16 до 18 часот. Ќе може да се види и во наредните 2 недели.